Во Кочанскиот здравствен дом има 6 патронажни сестри кои функционираат на терен и ги покриваат трите општини Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево со околните села. Со тоа покриваат регион од околу 50.000 жители. Секоја патронажна сестра си има свој реон на покривање. Не ги опфаќаат само младите мајки родилки, туку и повозрастните, стари и изнемоштени лица. Велат дека и покрај мерките на владата за субвенции за трето дете, сепак иселувањето си го направи своето. Придонесе посебно во селата да останат само стари лица. Младите бараат работа во странство. Наталитетот моментално со акцијата ова што е пуштена од Министерството за трето дете бележи малку поголем раст, но не е тоа што се очекува. Имаме и многу голем број на иселување на деца во странство, така да веќе преовладува тоа повеќе на стари лица да се посветуваме отколку на млади и новородени. Не наоѓам замерка на младите што се иселуваат, пошто секој бара парче леп и покрив над главата. Во Виничкиот здравствен дом пак функционираат 3 патронажни сестри. Ја покриваат Виница и селата и обслужуваат околу 20.000 жители. Проблемот со иселување не е одминува ни Виница. Младите ни се иселени веќе, почесто си Италија, Австрија, Германија, така да барат. Па скоро, еве јас потекнувам од Блатец, што на времето беше и општина, беше село со најмногу жители, за жал сега се само старци. За жал. А имаме грото, можам да кажам дека Истибања, Трсино, Јакимово, се уште ни го одржуваат тој, да не речам, дел на општината, кај што они ни ги потполнуваат. Пред 2 години во Блатец немаше ни едно детенце. Оваа година имаме 3 од нова година навам. Намалење на наталитетот. Јас работев како акушерка, кој што имавме 300-400 деца на ниво на општина. А сега за жал немаме ни 150 оваа година. Патронажната служба и од двете здравствени установи ја имаат неопходната поддршка од здравствените домови и од Министерството за здравство, како и од населението.